Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Тик-ток Супермен. Предизвикот е кога повеќе лица креваат во воздух друго лице кое има испружена рака како да е Супермен. А потоа тој треба да се спушти на нозе. Некому му успева, некому не. 17 супермени завршија во македонските болници. И ова не е прв пат поради предизвик на тик-ток деца да завршат во болница. Пред 2 години малолетна девојка заврши со изгореници по телото по добиен струен удар, качена на вагон на железничка станица. Порано предизвиците имаат други имиња и не се снимаа. Се одеше по Симс на 10-катница, се играше брканица на куќи во изградба и се скокаше од тори спрат во песок. Се скокаше од карпа во плитка вода, се береат среши од највисоките гранки, со велосипед без сопирачки се спушташе по удолница. И секогаш некој завршуваше во болница. Порано предизвиците се прераскажувале, а денеска се снимаат и се објавуваат на социјалните мрежи. Предизвици постојано имало, има и ке има. Се во свое време. Родителите велеа, така растат децата. Денес родителите велат виновни се социјалните медиуми. На социјалните медиуми има и забавни и поучни, но има и штетни и многу ризични по здравието предизвици. Дали социјалните медиуми се виновни за предизвиците? Како да се каже стоп на ризичните предизвици? Кој е виновен што децата прифаќаат ризични предизвици од социјалните медиуми и се повредуваат? Секако имаме и прашање плюс, како и секогаш до сите вас, активно заследете на Инстаграм и секако кликнете на Инстаграм стори. Секако таму изгледаме вака, што значи прашањето е кои предизвици според вас се поопасни? Дали е тоа под А некогашните или пак под Б сегашните, односно новите онлайн предизвици? Доколку вашиот одговор е некогашни, кликнете на полето под А, доколку е сегашните предизвици, односно онлайн предизвиците, кликнете под Б. Ке пресметаме во проценти и секако ќе ги соопштиме резултатите некаде пред рекламите. Но особено ги повикувам сите оние како родители, па дури и кои што се вклучени во образовниот процес, секако ни свој искуства, ставови и размислувања да ја креираме оваа денешна црвена линија. Секако секое време си има своји предизвици, децата секогаш ја бираат палавата страна, но токму поради тоа возрастните се тука, оние кои што секако можат да спречат да се случат фатални последици, како што имавме во изминатиот период. Голема е желбата за многу лајкови, многу следбеници. Тоа е новата реалност, тоа е новата најголема популарност, на која што можеби најмногу се изложени најмладите. Да видиме што ќе кажат гледачите, со нетрпение очекуваме да го слушнеме и првото јавување. Добро вечер, ќе речам слободно. Добро вечер. Па еве, добро ни дојдовте во ово издание на Црвена линија. Да ви дадат Господ добрина. Кажете ми, еве, според вас денес дали се виновни социјалните медиуми и по што се разликуваат предизвиците некогаш и денес? Да, социјалните медиуми се виновни. Јас сум бев учител по 5 села. Така, па еве никогаш децата на какви опасности се изложуваа при играње? Не, тогаш имаше игри. Имаше криска, имаше зајкуре игра, долга магарица, кришмиш, дама. Тие игри беа. За тие не се проведуваше човек. А сега со мобилни мислят дека е добро да ќе го прават. И се скокаат и паѓаат долу. Тоа е лошо. Инаку, тогаш имаше други игри. Кога бех ја млад, учител кога бех. Тоа е. Добро, еве најмногу какви били правеа децата, да речеме, никогаш нели се искачувавме на највисоките дрвја да береме цреши, дудинки, ете се одеше по улуци.
младите секогаш бираат децата да бидат палави. Добро, дете, секогаш палаво е тоа. Само не му дозволуваш родителот тие да се качуваат. Родителот се качуваше таму, а тие на малите гранки. Не беше така како што велите вие. Ја сум роден 46-та година. Не сум мал. Добро, благодарам многу за вашите одговори. Јас еве уште еднаш ќе потсетам, секако особено оваа црвена линија, очекуваме да имаме многу јавувања од родители, односно до оние кои што преку своите искуства на тоа што сте сведоци, бидејќи мора да признаеме дека децата својата реалност повеќе не ја живеат во толку во малската игра како некогаш, туку се изложуваат на вистина на огромен број предизвици, подобро да речам опасности, и тоа се со цел да се повторат на вистина исклучително опасни предизвици кои што се емитуваат на социјалните медиуми, односно како што е тоа TikTok. Така да, еве, според вас, како вие имате увид во тоа што следат децата? Дали, еве, сметате дека треба можеби поголема контрола да има на сите, не само родителите, туку и институциите во образовниот систем, односно децата како во слободно време, што следат, што имитираат, односно што се прават се со цел да бидат екстремно популарни? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Вака, поздрав за сите. Ваш редовен гледач, имам 37 години, ќе останам анонимен. Нели не се представувам, не е ни битно, не сум познат. Може некој ќе ме познае. Али вака, ова е многу убава тема да се коментира, да се дискутира многу време. Со тоа што јас би рекол да ја викнете и некој психолог или психијатар кој што е насочен поготово кон детската популација, нели има таму. Затоа што мене ако ме прашувате, Facebook и TikTok би ги забранил за децата, и тука пред се за мене се криви родителите. Затоа што кога ќе седнам еве до моите внуци, моите деца се помали, али сакам едно да кажам, има страшни работи. Страшни работи во смисла на девијантни понесувања. Да не зборам за оние плюс 18 програми. Не е толку тоа многу експлицитно, јас не претерувам во моментот, али тоа е страшно. Е сега што ми е моментот? Сакам еден апел до вас како телевизија и до сите други телевизии. Вие сте некако за мене најдобри, не дека јас сега се вклучувам кај вас, да малку да обратите внимание на оние шоу емисии за деца, да малку да упатите повеќе музика, да имате, не знам како да кажам... Кажете ми, например, во што се разликува палавоста некогаш и сега? Затоа што кога растев јас, знам како го поминував детството кај дедо ми во село. Така, 90 секунди е време трењето, но секако ќе ве потсетам уште еднаш да го завртите нашиот телефонски број 02307-005 и секако за да допроговориме во нови 90 секунди. Ова важи за сите гледачи кои што имаат намера, се разбира, да се доискажат во нови дополнителни 90 секунди. Јас ќе изоам нешто што секако беше напишано од страна на родител во однос на последните случувања, каде што имавме ситуација каде што деца, значи нивната бројка беше, ми се чини 12 деца, завршија со искршеници во болница. И секако резултат на тој предизвик последен Супермен. Ени мени сени го има напишано следното. Верувајте, многу повеќе повредени деца има. Моето дете во вторникот, се мисли на периодот кога беа актуелни овие случувања, моето дете во вторникот скрши рака, другата тешко повредена, за среќа не е скршена. Дури вчера пред спиење ми призна дека го натерале да го прави TikTok Супермен челендж и дека од страв да не го исмеваат прифатил. Страшно е што се случува во училиштата. Страшно е што детето има страв да се врати во училиште заради одредени деца кои очигледно се испуштени од раце и дозволено им е се.
Но јас ветувам ова вака нема да остане незабележано и сите вмешани ќе одговараат. Правиме муабет за 10 до 11 годишни деца. Каде е емпатијата? Каде се децата кои го убедувале да биде фрлен, бар да му се јават да го прашаат Матео како си? Каде се родителите кои знаат дека нивните деца се иницијатори на играта да ми се јават и да ме прашаат како е Матео, а да не правиме муабет за било какво извинување? Пазете на децата, луѓе, ова е сериозно опасна игра и многу деца не се осудуваат да кажат што им се случило за да ги заштитат другарите. Ајде да слушнеме што ќе кажат останатите гледачи. Значи, јас еве упатувам апел сите родители, па сите инволвирани еве во последните случувања врзани со ваквиот предизвик Супермен, да секако да го искажат својот став и одговори во црвена линија. Добро вечер. Оливија, лично. Да, во црвена линија сте, ќе ве замолам малку погласно. Кој е виновен што децата прифаќаат предизвици од социјалните медиуми и се повредуваат? Дел се виновни медиумите, мал дел, поголем дел се од родителите запоставени и трето од во школа, од просветните работници. Зошто не се забавуваат со планинарење? Зошто не се забавуваат со спорт? Него се забавуваат со демолирање на градинки низ главниот град, на управување на возила. Тоа се зависи од родителот. Најзапоставени се значи од родителите. И затоа тоа доаѓа. Бидете поздравени. Благодарам многу за вашето учество. Секако, како што рече самиот гледач кој што се вклучи, колку што не во црвена линија, секако не бараме да велите кој сте и да се представувате. Можеме да подсетиме дека во утринската на Телма по TikTok предизвикот Супермен, кој однесе повеќе од 11 деца во болница, прашуваме зошто децата го прават тоа и како да се избегнат ваквите содржини. Всушност, на ова прашање на утринската на Телма одговорија Радмила Живановиќ, психолог, и Александар Динов, тиктокер. Јас верувам можеме и да покажеме како изгледа рилсот. Тука ќе упатам што се однесува до социјалните медиуми, секако заследете ја Телма, секако и нашиот сајт telma.com.mk за постојано да бидете целосно и квалитетно информирани, а и ќе повторам и укажам оние кои што нема да успеат да се вклучат во црвена линија во живо, тоа да го сторите преку коментари и споделувања. Ајде сега да го пуштиме гласот за да можеме да го слушнеме и рилсот кој што всушност е од гостувањето. Ајде да видиме тоа како изгледаше. Всушност што рекоа гостите, ќе повторам, Радмила, па мене гласот ми е пуштам, верувам дека тоа може да се слушне во етер. Како и да е, ќе подсетиме дека TikTok е вистинска ризница, која што дава можност за многу предизвици на кои што се изложени најмладите. Во последно време и земји како Австралија се повеќе се залагаат законски да се воведе забрана за користење на социјалните медиуми, односно ваквите платформи до 16 година. Ајде да видиме дали може, еве пуштен е рилсот, сега ќе видиме што одговорија. Ништо, ако го зголемиме, верувам дека дали имате звук во режија, најверојатно социјалните медиуми да не разговараат, кои се условите за пристап, кои се условите за контрола, регулација, кои содржини се окей, кои содржини не се окей, нели, и да разговараат, не само да наметнуваат правила, туку да разговараат. Мојот алгоритам го научив да ми покажува видеа кои што ми се мене корисни, например од едукативен карактер, нешто кое што мене би ми било значајно, позитивно. Креативни. Да, креативни работи. И такви лоши трендови обично не ми излегуваат на социјални мрежи, затоа што така сум си го навикнал својот алгоритам. Значи ништо не... Ете, секако ќе повторам, заследете на Инстаграм, на Фейсбук, Телма телевизија, а сега продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер, Тинче. Поздрав до вас.
Поздрав до вашата емисија. Благодарам многу. Многу е ценам емисијата, пошто е поучна, културна и вистинита. Сега во однос на темата, кој е виновен што децата прифаќаат предизвици од социјалните медиуми и се повредуваат. Па нормално е онај кој ги форсира социјалните медиуми. Зашто не се укинат тие социјални мрежи? Мене не ми е јасно како возрастен човек, како родител, како дедо на внуци. Јас ова што гледам на телевизија со децата, стварно не фајка страв. Да го падла, значи, детето во вис и се трга настрана како ке падне плюс се смеат. Значи, тоа е лудило. По моје мислење мора да се стави крај. Слушајте, за све има почеток и за све има крај. Само треба да се укинат тие социјални мрежи и готово. Дали сметате дека може би пристапот до социјални мрежи треба да се регулира со закон во однос на возрастната група? Сигурно, Тинче, законот е мајка. Законот е мајка. Благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме и понатаму, значи еве ги охрабрувам овој пат и родителите и сите оние кои што имаат лично искуство со вакви ситуации и предизвици од најразличен тип сега кои постојат на TikTok е во соседството, поточно во Хрватска, таму пак проблеми има со предизвици од типот каде што децата се изложуваат на предизвик да се дават едно со друго додека кој колку може да издржи. Сега кога овие се животот загрозувачки предизвици. Дали сметате дека некогаш предизвиците беа поопасни или токму денес овие предизвици на социјалните медиуми се каде поопасни по децата? Добро вечер. Поштовање, госпожа Тина. Огромна почит и до вас секако. Поздрав до вашата екипа што ми дадоа можност ја да фрлам некој лав мобет. Поздрав до сите слушатели, гледачи. Интересна тема и болна тема. Јас сум дедо на внука од 13 години, 12 години и внучи од 5 години. Тие ностоп се помобилните. Ја виновникот тука го лоцирам во законот. Тоа што спомнавте девојчето во Маđари што се случи. Тоа требаше да имаше закон, да имаше правна држава. И во тој сегмент, а во сите сегменти сум зборел, мојот став го знаете каков е. Значи, хаос е. Ке се укинеше, ама некој има интерес со тие социјални мрежи, значи тоа TikTok ќе се укини. Второ, тие што се учители, ние кои бевне средно и основно, имаше по 20 дежура кога на голем одмор. Што прават во група ученици да се соберат? Кај се сега тие дежурни професори? А видат нешто да се соберат? Раздвои ги. Видат такви играчки, да речем играчки плачки, одвои ги. Значи закон и не се заинтересирани. Бидејќи спаѓате меѓу повозрастните генерации, во што ги гледате разликите на палавоста на децата некогаш и денес? Во законитоста, во добротата, во среденоста на државата. Сега знаеме државата кај не. И ги криваме, не ги кривам, младите гледаат тие се како дедовците им останаа без работа све. Што се однесува до, благодарам многу, до последните случувања со предизвикот Супермен, поради кој огромен број на деца, слободно ќе кажам, завршија во болница и тоа на возраст од 10 до 11 години, еве што има напишано и Весна Лазаревска-Николовска. Тоа во мое време се викаше бесни глисти. И имаше родителски ефективни методи, сега забранети и заборавени. Тераме демократија, ги учиме на права, обврски и јок. Ги штедиме и штитиме од се и секого. Она, ако сите се фрлат во Вардар, ке се фрлиш ли и ти? Сега е безусловно да. Јас знам дека мене татко ми и мајка ми ме ресетираа со поглед. И пред да направиш глупост, ке си размислиш. И замислете, не постоеше анксиозност. Во Австралија забраниле пристап на социјални мрежи на деца помали од 16 години. Многу паметно.
Ние сами им ги тутнуваме во раце за да јаде, уште кога ќе почнат кашички да јадат со првото запче, да го најадеме без да знае дека јаде. Па кај ни е паметот, ги тинтраме тие, а ние мислиме за нив. Самосталност нула, мозокот на оф, ние ќе мислиме за нив, да не ги замараме. И после децава вакви, онакви. Ние сме криви за тоа, што е дозволено се и што се однесуваме презаштитнички. Системот кој не функционира и родителите. Данокот од таквите наши постапки ќе биде скап. Децата го знаат, само тоа што им го презентираме и дозволуваме. Не знаат за поинаку. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Јас сум истиот што не се докажа ако сега Драго ми е многу, ве познаа секако. Кои предизвици се поопасни секако сегашните, дефинитивно. Затоа што децата веќе не знаат што е зимски распуст, во смисла на она кога на времето одевме кај баба и кај дедо. До душа веќе снегот го нема, како си игравме, како порано помеѓу децата имаше поголема емпатија, поголема трпеливост. И овој пост сега пред малку што го прочитавте многу убаво кажала госпоѓата, уште со погледот и ние, мојата бара генерација, се здравувавме пред родителите. Имаше поголема стравопочит и сето тоа, затоа реков мора да се уклучат малку повеќе психолозите во ова прилика. Сакам да ја поздравам психолог Дајана, едно време имаше една контактна забавна емисија Звон, небитно тоа пред многу години. Ја поздравувам жената, таа беше пример за еден психолог и за тогаш како се расти и се развива сметате децата. дека и ние можеби треба како Австралија се повеќе да размислуваме за законска регулатива околу пристапот до социјалните медиуми врз основа на возраста? Затоа што дефинитивно најголемиот разврат и блуд, не до толку да не претерувам, нека постои Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, но 16-17 години многу треба да бидат вклучени родителите, затоа што многу е општеството станато нервозно, нема зборови со кои што може да се опише во оваа прилика. Според вас, пошто се разликува палавоста на некогашните генерации и палавоста денес меѓу децата? Палавоста и хиперактивноста е по мене по тоа што се... Драго ни е што повторно бевте дел од Црвена линија и сега го што и ве споделивте кои се вашите видувања во однос на темата за која што зборуваме со сите вас. Ке ве подсетам секако активно учество да земете и на денешната Инстаграм анкета. Таму ги поставуваме прашањата кои што воедно ги поставуваме и во рамки на ова издание до вас, се разбира, очекувајќи одговори во живо во Црвена линија. Кои предизвици се според вас поопасни? Дали тоа се некогашните или пак сегашните онлайн предизвици? Добро вечер! Добро вечер и убава вечер. Најубава вечер и вам. Па сега јас сум малку од постарата генерација, вакви предизвици и јас сум трпела. Ни краделе пари, па ќе не закануват, па ќе идеме во училиште. Во училиште те чека да искочиш, а ги знаеш пуста кој ти се, тука ти се од мало. Меѓутоа не ти смееш да ги кажеш, не ти ги кажуваш на неговите родители, а со родителите комуницираш, избориш и се правиш као ништо да не знаеш. Меѓутоа, можда тога населението, како да кажам, немаше вакви емисии, не можеше да се искажеш, да се јавиш. Тогаш мораше све да се крие, да се кјути во комунизмот, све беше розово, не смееше ништо да се каже. И тогаш доаѓа од едно мало, друго мало се тепава, овако, така да, не знам, јас сум преживувала некои работи, меѓутоа сега кој е криви се карактерот на децата. Моите деца немаат ни еден ни друг Фейсбук. Родни ни други имам пријатели што децата воопште немаат ни Фейсбук, ни па ги интересира тоа што ги интересира, си гледаат по интернет или социјални било, главно оно лично немаат. Така да ова е карактерот на човекот и генот, не знам како да кажам другше, кога се раѓам ние сме деца повеќе и сите сме различити. Значи, да се криви, вие со сила, ајде нека речете му сега на некој да се фрли од негде, дека нема да се фрли, а другиот ќе направи. Така да овдека и да ги забраните социјалните медиуми, ќе одат ќе најдат од друг, од трет, од пего, тој што сака тоа да го направи, да го види, да го направи. Благодарам многу. Имате во предвид дека тајмерот одбројува 90 секунди. Продолжуваме понатаму. Добро вечер.
Вечер, убава вечер. Убава вечер. Благодарам. Овака, јас ќе ги обвинам прво родителите. Второ ќе го обвинам владата. Трето ќе го обвинам министерот за школство и наставниот кадар. Тие се 4 фактори кои што се виновни што ни се случува ова. Значи, прво домашно воспитување нула. Владата воопшто не ја интересира какво школство имаме, какви програми ни се нудат. Трето, министерот воопшто не реагира, досега не се слушале дека покренал акција, дека овој TikTok е штетен за воспитување на децата. И четвртото е наставниците. Дали некогаш да одвоиле некој минут од својот час, да речеме да кажат на децата дека ово што се практикува, тој TikTok воопшто, значи, нема ништо позитивно, само има негативно. И треба, за мене лично ќе речам, ако сакаме да ги спасиме децата, променете го работното време, да идат на школу и на работа и родителите и децата во исто време и да се враќаат родителите 1 сат покасно во оној период додека децата, значи, измијат раце, се припремат и така натака, да има заеднички ручек и да ги кажат проблемите, успесите и се тоа. Ако тоа така се направи, верувајте ќе имаме успех и децата ќе бидат 50% позаштитени во однос на сега. Ајде сега повторно, благодарам многу, да ви споделам што се коментираше на социјалните медиуми во однос на последните случувања со предизвикот TikTok, предизвикот Супермен. Росана Сарич Тодоровска напишала: не знам кој го измислил тој TikTok, тоа треба веднаш да се забрани и укине. Елена Доленц одговорила: Росана, не е TikTok проблемот, и во мое време имаше такви предизвици. Само што никој не ги снимаше и немаше како да се споделат. Се што сме правеле од она да не ни се смеат другарите. Од јадење нешта кои не се јадат, притрчување на улица кога доаѓа кола, трчање пред бесно куче до седење ноќе на гробишта. Еднаш една другарка ја натераа да задзвони кај една постара жена на звонче, а истото тоа друштво веќе 100 пати звонеле, па бабата ја посипа со врела вода од прозор. Одговорноста е кај родителите, кои мора да ги научат децата да бидат имуни на тоа дека некој ќе им се смее за нешто и да ги научат да не им се смеат на другите деца. Добро вечер за следниот гледач или можеби гледачка. Ајде, добро вечер. Добро вечер. Се слушаме. Да, повелете. Јас во два правци ќе насочам целава работа и тоа другото е све ветар. Прво, родител културен и строг. Ако го упати детето како што треба, дисциплинирано, строго, културно, да оди на школу и да се врати на школу. Да не припаќа никакви будолаштини. Една работа. Од другата страна, професорот строг ќе му каже на детето: најситна работа ако видам и ако слушнам да си сторил, ти година нема да поминиш. Ќе тоа само иста година пак. Но што се случува тука? Има наставници што се јавуваат во вашата емисија, јас би ги вратил сега тие во прво деление да почнат да учат и да разберат што е школување. Јас така ги ценам и така ги следам по самоно понашање, по самоно зборување и си викам... Ајде, дали сметате дека некогаш предизвиците беа поопасни од овие денешниве онлайн предизвици? Види, предизвиците секогаш имат свој терк. Децата како деца не размислуваат што ќе направат. Ама ако од другата страна има нешто надвиснато од родителот и од наставникот, дека не све да го направи, дека ќе го најди друга штета опасна, може да исклучено од школа, може да ќе го заплаши, ќе го Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Еве уште еден коментар. Наташа Величковиќ Михајловска напишала: страшно. Четвртокот и петокот масовно се играва во многу училишта, па дури во класот кај моето дете. Се распаметив, се вознемирив. Значи, ваквите примери децава не ги гледаат како опасни, страшни, напротив. Мене тоа највеќе ме загрижува. Значи дека немаат чувство на страф и не се мисли на последиците.
Разговараме дома цело време, општо за се. Но постојат деца наивни и деца, пишала воđa банда, односно водачи на банди. Па како еве вие ги коментирате, каква паралела правите во однос на денешните онлайн предизвици и оние на кои што некогаш децата, некогашните генерации на деца беа изложени. И всушност еве како да ги заштитиме децата кога сакаат да ја импресионираат сопствената јавност, односно своите другарчиња, а при тоа да не подлегнуваат на вакви предизвици кои што се животозагрозувачки. Добро вечер. Добро вечер, Македонијо. Добро вечер, господине Тале. Некогаш како беа палави децата? Имаше и тогаш палавост, имаше и групи во Прилеп, се тепаа со стинџири, така поголеми, да речем, не деца, туку така млади, па старите кажува, да речеме, не знам, корзомалци, не смеле да имат девојка од Варош, па тепачки глупости. Друго ми е поента во мене. Пред некој ден го славевме Свети Климент, чудотворец, Охридски, рамноапостолен. И што научивме од него? Или како го поминавме празникот, дали сме библиски македонски православен народ? Кога не сме, кога сме далеку од Бога, од Свети Климент, не сме Светоклиментови, тогаш има вакви глупости, не знам, некаде и самоубиства на млади, на деца и 300 глупости. Сега, кај е решението? Јас некни на литургија за Свети Климент, на литургија, дечиња, ангелчина, си играат низ црква, трчкаат малечки, па застанаа за причест. Која убавина, сега споредете. Некои родители тоа го мразат црква, мразат литургија, мразат веронаука, а децата нивни играат, па од тие играат агресивни видеоигри во кои се улога на убици и се заведени од слични на нив да играат вакви самоуништувачки игри. Кои се криви? Родителите, безбожниот систем комуњаризам, нели, кој се уште кај нас владеи, атеизам, комуњаризам, безбожие и тоа зло. Благодарам многу и вам за одговорите. Меѓу многуте коментари во однос на случувањата со TikTok предизвикот Супермен, Владиков напишал: единствено решение е поголема родителска контрола врз мобилните уреди на своите деца и забрана за користење на TikTok. Ајде да слушаме што ќе кажат останатите гледачи, иначе повторувам, ја ги охрабрувам родителите и оние кои што директно имаат искуство во однос на тоа како децата низ својата игра и одење на училиште или можеби се уште малска игра се изложени на онлайн предизвици. Добро вечер. Многу слабо ве слушаме. Здраво, викам. Здраво, добро вечер, сега е веќе подобро. Да се нешто изгледа со линиите. Па види, гледам го напаѓаме цело време TikTok. Дали дека е кинески производ или така случајно го спомнуваме. Знаете, американците го ставија на црна листа TikTok за елиминација, да не функционира по светот, ама ја мислам дека не е до TikTok. Проблемот е до самите наши глави. Значи, ние што имаме у главите, така и правиме. Значи, ако виделе децата таа работа, тоа не значи дека и мора да го прават тоа нешто. Тоа се зависи од домашно воспитување. Ама кој да ги учи? Да ги учи некој што подлегнал на некоја превара, таму се појавила некоја понуда од банка, од ова, од она. Колку пати и вие преку како медиуми апелиравте да не се залажуваат луѓето, ако ви пратат некоја порака каде што можете да спечалите некои пари или било што. И сега таков родител не може да го воспита детето да биде детето приседно при себе, него исто ќе биде како него, ќе прифаќа сите глупости што ќе ги види дали на TikTok, дали на другите интернет страници. Значи, како тато има. Благодарам многу, внимавајте само на тајмерот, но секогаш велам слободно завртете повторно и добите нови 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добро вечер.
Добро вечер, дали се слушаме? Добро, тогаш ќе преминеме онаму каде што и како се коментираше во однос на случувањата. Еве дел од коментарите и овој на Билјана Спасева Карамфилова, која што напиша забрана за ТикТок, да се собере петиција од сите родители и да се спроведе волјата на паметните. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. А како да го забраниме ТикТок? Како да го забраниме Фейсбук? Инстаграм? Сите тие се социјални мрежи. Во Австралија е забрането во однос на возраста. До која возраст не смеа да користат? Па не знам дали може и то така. То само родител може да му речи на детето да му го избриши ТикТок од ова, или старателот, некој кој ше. Меѓутоа, сепак детето ќе се снајди, ги работат телефоните поарно нас постарите. Меѓутоа, што може да се прави со децата? Ништо. Излегуваат од дома, одат на училиште прават што прават, таму се дружат со ова, тие што се хиперактивни, ги прифаќат овие игри од ТикТоко и ете, прават, се кршат. Што може да му направат на тоа детето што не можат училиште да му најдат? Ние на училиште што не го сака. Ете во Скопје кој имаме тој случај. Тој е бетер од ТикТок. Што е тој? Никој ние на училиште не го сака. Во аеродром, од кај е тоа дете? Ајде се разликува ли палавоста кај децата некогаш и денес? Палавоста, сите сме биле палави. Кој повеќе, кој помалце. Меѓутоа, некој правил повеќе глупости, некој помали. Послаби. Меѓутоа, како што иди времето, тие будалштиловците и се наголемуваат, значи. Така. Благодарам многу и вам за одговорите. Елизабета Александар Македонска напишала: загрижува што досега се молчеше за оваа девијантна појава. Невоспитаните ученици добро ги знаат наставниците. Молкот е од нив, од страв за работното место и слично. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Не е точно дека така растат децата и дека виновни се социјалните медиуми. Виновно е семејството што не следи што прават децата. Виновно е училиштето, нели има обезбедување. Кај било обезбедувањето да види? Улицата, друштвото, нели имаме возрастни луѓе на улица, нели имаме полициски станици на секој чекор. Тие не виделе кои се собираат децата што прават? Сами сме си виновни. Прво, кажав тој, родителите, социјалните мрежи, не. Ако му го забранам ја на телефон, таа опција му укинам. Па ја кој ќе спием, ќе го земем од телефон ако не. И уште полошо може да направи. Значи, садиме свест, што смее, што не смее. Да му садиме на детето што е добро, што е лошо. Што може детето да рипне, а да не знае дека ќе се утепа. И па ајде нека идат на мост, нека се варнат. Кој ќе преживее, нека преживее. Па детето треба да знае дека од таа игра може да умре. Да се повреди, да умре. И како се? Значи, ние не сме го научиле детето што е опасно за неговиот живот. Или како за храна. Која храна смее да јаде, која не смее. И па ајде на бебе да му дадеме таму една солна киселина, нека чуца. Значи, колку погрешно размислуваме. Највиновни се родителите и тие во домот. Значи, ние треба да научиме детето што е добро, што е лошо. И со кого треба да се дружи. Треба да знаеме детето какви другари има. Каде го поминува денот кога не е во училиште или кога не е дома. А ние возрастните правуваме такво друштво. Благодарам многу што споделивте како гледате на оваа проблематика со огледачите на Црвена линија. Александра Кристоф Апостолова Сабрас напишала: за жал работите излегоа од контрола, а децата уште повеќе ќе страдаат од хаосот во системот. Тие ќе ги наплатат сите грешки на поединците егоисти кои гледаат само личен интерес, допрва тешкоти и доаѓаат за идните генерации. Тотално ќе бидат осакатени, зошто институциите, родителите, сите треба да се разбудат и променат нешто и да се води поголема сметка за младите генерации. Пак ќе речам, допрва тешкоти и доаѓаат, зошто работите кај нас не се решаваат, само се ставаат под чирга и се одложуваат. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Неубава вечер и вам. Да се искам.
Па видите, еве сега ја ќе појдам од себе. Значи, моите деца треба да ми забранат. Моите деца немаат ништо од овие социјални мрежи. И ја имам све. И ајде сега јас сум мајка. Значи, јас ги воспитувам. Сега ја ги ја треба сега да ги натерам или да гледат, еве гледат од мене. Значи, карактерот на тоа дете, на тоа што се раѓа, нема, тоа е тако. И ние сме збали, ние сме правеле, што рекоа, многу, меѓутоа во некоја мерка. Меѓутоа имало, еве јас знам што се тепава, ножеви вадева кажи ги од кондурите, од чорапите, имаше, вие не знаете какви работи имаше, пошто тогаш немаше вакви известувања и не се знаеше. Ние меѓу себе знаеме што се случува и како се случува. Меѓутоа, никој не сега. Вие не знае прекрасни родители, а да не кажаме ве децата мангупи ги викавме тогаш и све што ни правеа. Значи, нивните родители прекрасни родители. Тие родители сигурно не ги учеа така да прават. Меѓутоа, не можам овако да седам кога ќе рече кој родител, еве кажувам јас за мене лично. Значи кој родител детето го тера да прави тоа што сака. Меѓутоа знаете како кога му забранувате на некого, тој одинато ще прави нешто полошо. Така да и ако ми забраните, они ќе најде. Вие не можете да забраните на сите на цел свет. Меѓутоа ќе најдат они онакво, децата се толку сега паметни со овие компјутери, така да сите цаки ги знаат, значи повеќе од нас возрастните. Така да вие што сакате забранете му, тој што сака тоа ако треба низ прозор. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Секако да видиме што ќе кажат и останатите гледачи. Јас ќе подсетам овој пат во ово издание на Црвена линија ги повикуваме и охрабруваме особено родителите кои што преку своите деца се запознаени со не само последниви случувања, туку воопшто изложеноста целисходно на ваквите животозагрозувачки TikTok предизвици кои што особено им значат на децата, бидејќи така мислат дека ќе бидат прифатени од другарчињата. Најчесто завршуваат со повреди и фатални завршници, како што беше случајот со девојчето кое што настрада токму поради TikTok предизвик. Добро вечер. Ало, добро вечер. Дали ќе може малку погласно да ве замолам? Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете во Црвена линија. Поздрав од Битола. Поздрав голем до битолчани кои што не следат. Ве следиме стално. Па еве како е во Битола во однос на играта и децата и предизвиците превземени од социјалните медии? Не медии? слушнато околу тоа. Јас внука имам што учи во основно училиште. Така? И гледам дека децата, да ги наоѓам јас тука криви. Сите имаат телефони. И на телефоните не може никој да му делува, ни родител, никој. Оти слушам од луѓе зборуваат дека може родителот да влие и така натаму. Родител не може, никој не може. Во нашето време немаше ништо, ама учителите беа многу опасни. Ако некој инцидент направиш, толков ќотек ќе будреше, да речам, наставник, учител и така. Многу мамаја. И ти не смееш апсолутно да мрдиш друг пат, ќе се плашеш и ти како бума ќе одеше. Сега нема децата страх. Дојде поинакво време. Не може да делува родител, тие што сака ќе прат. Имат сите телефони, достапно му е се и така натаму. Компјутери дома, гледат. Мене ми се чини дека родителите не можат тука многу да влијаат. Слушам јас дека родителите ова и оне не. Времето е сменето, не е како порано. Порано нас ќотек ќе не удеја на училиште. Ај друг пат да видите дали ќе покуша некој да го направи истото. Многу се плашев од учителите ни, не знам сега зошто вака децата. Благодарам многу што редовно не следите и тоа што земавте денес учество во Црвена линија, како одговорија инстаграмџи на денешното прашање, кои предизвици се поопасни. Под А за некогашните дека се поопасни одговорија 32%. Додека за сегашните онлайн предизвици како поопасни одговорија 68%. Сега ќе ве прифрлам во светот на рекламите, а потоа секако се враќаме во студио. Останува секако јас да ви се заблагодарам што и денес ја создадовме Црвена линија благодарение на вашето учество,
А кога веќе зборуваме за предизвици, наместо предизвици од социјалните медиуми, можеби е најдобро децата да им даваме практични, образовни и секако забавни предизвици. Предизвици што налекуваат како оние на Ненат и Кате, на кои што се радуваат и возрастните. Леле за најави, бе. Благодарам, Којлишке, драга. Како почна твојата одјава? Останува само, така почна. Останува ние да останеме, а ти да заминеш, драга Којлишке. Заминувам, ама не во историјата, сега за сега. Заслужено ти заврши работното време. Добро. Чао, Тинке. Чао.